повод новонастанатата временска ситуација во поподневните и вечерните часови денеска во Македонија со обилните паѓања на снег, свикав вонредна седница на кризниот штаб, со кое што заседавајќи истовремено и работиме на разрешување на проблемите на терен. Имаме проблеми во неколку делови на Македонија. Најголеми се во западниот дел на Македонија, особено на патот помеѓу Кичево и Охрид, каде што имаше стотина коли кои што беа завеани. Околу 50 сега се ослободија затоа што во меѓувреме механизацијата успеа да го расчисти снегот до извор. Меѓутоа помеѓу извор и пресека се уште има околу 50 возила кои што се завеани и не можат да одат ни напред ни назад. На терен работат екипи. Проценката која што сега пред малку ја примив од Министерството за внатрешни работи е дека за отприлика 2,5 до 3 часа би успеале да го расчистат снегот и да ги ослободат тие возила. Состојбата е лоша и во делот на Струга и Охрид, каде што неколку часа веќе нема електрична енергија заради два дефекта на две места. Едното е кај Ѓавото, а другото е во делот кај Ресен. Екипите на МЕПСО се на терен. За жал има премногу снег и може да дојдат до одредено место, после кое што мора да продолжат пешки. Имено заглавија возилата во снегот, има над 60 сантиметри, може би 1 метар снег на тие места. Така што во овој момент екипите пешки одат на терен за да стигнат до местото каде што треба да ги отстранат дефектите. Значи на две места во Охридско-Струшкиот регион е тој дефект. Истовремено МЕПСО се обидува да најде начин да ги премости овие места што се под дефекти и на некој друг начин да успее да обезбеди струја, бидејќи поправката ќе трае неколку часи. Во владата и министерот за здравство, кој што ја координира состојбата со болниците во овие краеви, затоа што во Охрид и Струга, деломно и во Дебар и Македонски Брод нема струја и нема вода. Немањето вода создаде сериозни проблеми во болниците, заради што министерот за здравство ја координира помошта во тој дел за да се премости овој период. Во владата е пристигнат и министерот за одбрана, сега пред малку пристигна и началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите, доколку снежните врнежи продолжат со ваков интензитет и доколку плановите кои што пред малку ви ги кажав не се остварат, можно е да имаме потреба во текот на оваа вечер да имаме и тревога на да се направи тревога на армијата на Република Македонија и со армиски возила да се обидеме во текот на ноќта да го ослободиме патот за да можат луѓето што се завеани да излезат. Значи во меѓувреме се направи доста прогрес, доста возила се извадија од таа непријатна ситуација, евакуирани се и деца и други што се во автомобилите и жени и така натаму, така што тој дел е добар. Следна критична точка е патот Скопје-Велес, каде што исто така беа завеани голем број на возила. Пред половина час се ослободи тој дел во смисла на што се најде начин да преку заобиколен пат возилата се вратат во Скопје, така што иако бавно сепак возилата успеваат да излезат од тој дел. Кај Велес таму имаме и превратен шлепер до кој што се надеваме во наредните половина час да стигне механизацијата и да може да се пружи помош на лице место. Министерот за внатрешни работи исто така е во целосна приправност и во целосна мобилизација. Екипите на МВР се на терен, помагаат максимално со сите расположливи средства со кои што можат да помогнат. Се обидовме да ја разгледаме можноста и со хеликоптери да имаме евакуација, меѓутоа пилотите ни известија дека временската состојба не дозволува безбедно полетување на хеликоптерите, така што засега тој дел, односно тој вид на помош е надвор од можност. Активирани се и сите други единици, тука е и директорот на Агенцијата за заштита и спасување Шабан Салиу. Тука се и други луѓе од владата и од државните институции, координаторот на кризниот штаб, министерот за транспорт Миле Јанакиевски. Тука и министерот за образование, затоа што очекуваме утре многу деца да не може да заминат во училиште. Целосно сме мобилизирани и правиме се што е во наша мок да што побрзо се нормализира оваа ситуација и ќе останеме до доцна во ноќта, веројатно до ранните утрински часови во обиди да се разрешат и надминат овие проблеми.